Chérie, što ќе готвиме денес? Chérie, што ќе готвиме денес? Секој ден, каков прашање, каква... Треба да бараш што ќе готвиш за твојата Chérie. Имате вие идеи? Јас имам идеи, во фрижидер ми е. Ама ако сакате, можете да пишете на Chérie што ќе готвиме денес и пратите ми вашите идеи. Зошто да не? Може, ќе ме изненадите мене и ќе ја изненадам мојата Chérie. Пратите ми идеи. А сега, ние ќе гледаме во фрижидерот кои се моите идеи. Ајде, нагледаме. Што имаме? И да. Ова, Андреја, па да. Имаме убави шницли. Со шницлите, малку салама, малку сланина. Сланина, шницла, обавезно. Што ми треба? Уште неколку... Ке земиме една тиквица, дебела тиквица, така за двајца, одлично ќе биде. Пиперки имаме, овде, 2 пиперки, окей, и, ке ставиме неколку парчиња домат, окей, ама сега треба да направиме еден сос со това, да употреба малку ајвар од мама Марија, малку павлака, окей, павлака, ајвар, тиквица, пиперки, домат, свински шницли, малку сланина. Да сечиме тоа све на ленти, да направиме убава подлога, ама кога правиме тоа на една салата. Салатата. Таа што ја зедо што не ја употребив. Уште е во фрижидерот. Ќе употребиме сега. Малку салата. Салатата ја ставам овде позади. Ова ќе ја ставиме на крај. Прво и основно да го сечиме шницлите, да ги сечиме парчињата сланина, малку во тава да ги пропржиме и ги ставаме во печката. Ајде. Одиме да се топли. Вуаля. Ајде. Топли се максимално 9. Ајде. Малку зејтин. Малку. Ке почнеме со сланина. Ке ги оставиме така парчињата сланина. Многу ми се допаѓаат, они ке се стегнат така, ке се направат убави. Вау. Ајде. Нека биде така. Уште едно парче сланина. Топ. И така ќе му дава и вкус на тавата. Одлично ќе биде. Шницли. Оп. Уф. Многу се добри. 2 убави парчиња. Таман. Вуаля. Ова ќе правиме убави ленти. Така. Хоп. Ќе правиме како шпагети. Не може да се прават шпагети од шницли. Ќе правиме така долги ленти што ќе бидат лесни за пржење и ќе бидат убави гарнир во тањирот. Ќе личи. Ќе правиме, идејата ми доаѓа сега, ќе направиме во еден тањир, така длабок тањир, ќе ставиме подлога од салата, малку зеленчук, малку од сланината, малку од месото, на тоа ќе ставиме еден убав сос што ќе направам со ајвар и со павлака. Chérie ќе биде презадоволна. Ајде, ова го ставиме месото тука на страна, па не само Chérie, и јас ќе бидам презадоволен, а и вие сигурно, ако пробате ова рецепт, ќе бидете презадоволни. Ајде. Оп. Вака, ленти. Да смениме малку начинот на презентација. Така. Нека се пропржува. Само што го ставив, сланината почна така да мириса. Овој мирис убаво ќе се меша со свинските шници ленти, ќе биде врв. Полека, нека фати боја и во рерна, да. Напуштам рерната да се топли. Ја ставиме на 190. Ајде. Ова се спрема, ние полека одиме со зеленчукот. Како кажав, ќе правиме ленти. Валя. Навадиме семките. Така. Многу лесно, едноставно. Да ги чистиме. Валя. Исто. Ова. Пиперка. Валя. Така. И вадиме семките. Таман. Чисто. Ова исто ќе го направиме на ленти.
Мислам оти едно парче ќе ни биде доволно. Ставим ова на страна. Ќе сецкаме. Да. Вака. Океј. Лека. Секогаш кажувам, кои има млади со мене што работат, што ми помагат да готвиме, кога правиме кетеринзи и такви ствари, кога сечиш без прсти и без ногти, оти тоа не дава добар вкус на јадењата. Пази секогаш, без прсти и без ногти. Ете вака. Хап. Ете. Правиме долги ленти и ова ќе ги пропржиме и па ќе ги свикаме така, ќе биде многу баво како гарнитур. Како гарнир. Вуаля. Океј. Супер. Ете, така. Личи, а? Хе-хе. Ова се пропржува. Ще мора малку да измешаме. Сланината фати боја. Го пушта вкусот во сланината во месото. Браво. Многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам нешто едноставно, ама премногу вкусно. Ќе му дајме. Како кажувам јас, готвење без млад кромит не оди. Ќе му додаваме тоа малку на парчињата месо. Така. Обавезно. Малку бибер. Океј. Моите омилени медитерански зачини. Вау, целото медитеранско во една тегла. Во една тегла, во едно... Како можеме да го кажеме ова? Да, теглиште за мелење. Така можеме да кажеме. Обавезно малку сол. Така. А тука сме доволно. Ете. Уште едно мешање и ќе може да оди во печка. Вау! Ова, така. Супер. Океј, одиме во печка. Вара. Ке се пече на рад. Одиме со друга тава. Зеленчукот. Океј. Малку масло од сончоглед. Почнавме со лентите од тиквица. Мора да продолжиме. Така. Океј, еден дел. Можеме да ги ставиме. Они ке се пропржуват полека. Така. Хап. Хап. Така. Многу сакам да мешам малку начинот на презентација, на сецкање и све тоа. Што е неколку пати чудо, начинот како ги сецкате зеленчуците, месото и све тоа, го менја малку вкусот. Да, овие ленти ќе бидат попржени надвор, внатре уште малку живи, ќе видите друг вкус ќе имате од зеленчукот. Чудо, за месото исто. Така, овде пиперките, исто ги додаваме во тавата. Ленти, све на ленти. Ставив 2 пиперки, една пола тиквица, ова тиквица беше премногу дебела. Да не претеруваме, така ќе кажам, многу сакаме да јадиме, ама двајца сме, не јадиме за 10. Може некој да ни дојде, секогаш ризикот, задоволството е да имаме
Гостинчо ќе дојде. Јас знам оти бабата моја, порано кога готвеше секогаш едно или две порции плюс. Не се знае. Некој ќе чукне на врата, ќе дојди, ќе се покане, да кажам оти. Може не ги чекаме, они ќе се поканат, ќе дојдат и ајде, бујрум, дојди на маса. Ако има за јадење за четворица, па има за 6. Исто кај нас. Ако има за 20, има за четворица. Валя. Вау. Мислам, оти тоа е типично македонско менталитет, македонски навики. Да спремаш, за да има. Убаво се пржи, месото е во ревна. Ајде ние полека да правиме салатата и да средиме малку масата. Чекам малку да фати боја овде. Оти поубаво личи, кој е малку пропржено така. После за декорација ќе видите како ќе биде пребаво. Ова завршено. Ова ќе одржиме, ќе оставиме во фрижидер. На крај ќе му оставиме неколку домати, а ние се гледаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Ека, се враќаме. Полека, ова се пропржува. Почнува да фаќа боја, како ми одговара, како јас сакам така да биде. Да види малку пропржено, не пропржено, па малку поизгорено, да кажеме, надвор, а внатре да биде крскаво. Малку на кинески начин, како го прават они кинезите, на wok. Они употребуваат една тава посебна, ама со огин во, како да кажам, доле многу јако, како реактор од авион, нешто многу јако, и они можат одеднаш да му стават како да околу зеленчукот да биде убаво пропржен, а внатре да останува уште пола живо. Така. А овде ја немаме таа јачина, ама се трудам да го правам малку на тој начин. Овде не му ставивме уште зачини. Чекам малку да фати боја, а ќе додаваме малку сол. Валя. Да биде малку лутко. Имам овде чили во прав. Валя. Ова ќе ми лути малку така. Не ќе се лутиме, ама ќе лутиме. Така. И сопругата сака да јади малку така лутко, ќе му ставиме со микс од бибер овде. Супер, овие мелници, многу ми се допаѓаш. Така. И овај лук во прав. Вау. Топ. Така. Мислам оти сме добри со чудо. Таман го ставаш лукот, ти доја така одеднаш. Овај лук е многу. Тоа е откритие за мене, јас што сум навикнат да употребувам свеж лук секогаш и секаде, па ова ми ја олеснува работата, навистина. И плюс, што го имате со овој лук, не ви останува мирисот после. Можете сам да јадите. Оти нормално лук се јади двајца. Така. Ова мислам оти е окей. Да го ставиме и ова во редна, да продолжи да се пече. Така. Научарите. Валя. Одиме сега. Ова ќе го намалиме. И навистина почна да биде топло во кујната. Ова е завршено. Ова ќе оставиме на страна, употребиме после. Павлаката, ова салатата. Салатата. Ајде. Да изчистиме малку салатата. Вау, како убава салата. Во пазарите сега имаме преубави салати. Па не само салатите, ме целиот зеленчук. Навистина кога одите во пазар. Јас знам оти јас кога одам во пазар, секогаш ми е тешко. Не тешко за да најдам нешто, има све секој ден, ама луѓето не ме оставаат на рад. Ми треба минимум 3 сати додека одам на пазар. Затоа кога неколку пати сум среќен кога некој друг пазарува за мене, ама пак таја среќа е кратка. Оти сакам јас да одберам точно што сакам да готвам. Ете, тоа е малку тешко за мене, навистина,
što sam čovjek što saka da vidam, da gledam. Sekogaš, ko imam caterinzi i takvi stvari, ja sekogaš odam, ja spazarujem, ja lično odam da odberam što sakam da gotvam. To je to. Ovdje. Malku voda. Ovako. Super. Što ljubavo, što beše pola izčistena, salatata. Ako sakate na vistina popravila da čistite salatata doma, se stava so mnogo voda, ovako ostavime v drug sad, ki bidi u frižider, ki ostane za naredna recepta, ne mi treba toliko. I ova mnogo ki mi bide, ova neka stoji u frižider. Ovako. Salatata, kako kažem, za da čistite popravila, da se stavi v golema voda, da se stavi malku soda bikarbonat i malku sol. I postavate 10 na 15 minuti, ja mešate, ja vadite, už jedna voda, čista voda i posle ja sušete v jedna sušara na salata. Mislim, ti taka se kažva, ne znam da li popravila, taka je, pa taka mislim i voilà. Ova neka se suši sega poleka, nik ja prejme sosot, što ke odi so ova ubavo jadenje. Imame ubava tegla, segla od ajvar, od mamas, top. Saka mnogo vje sosovi, voilà. Ете, секојаш чукам малку со капакот. Многу ми олеснува работата за да ги отварам. Многу полесно е. Навиката ми е мора. Секогаш кога отворам, како да кажам, тегла ајвар, мора да пробам. Како е убаво. Ајвар е Македонија. Тоа е. Океј, сосот. Ajde, namišame to. Da. Tanjir. Lažica. Ke pravimo jedan sos, što mi je omiljena. Ke mešame malku ajvar. So malku pavlaka. Taka. Ajde. Повеќе, па ајде, додека сум тука, малку повеќе, ајде, одиме. Не се знај, може ќе дојдат пријатели, ете тоа е. Ајде. Ова, мешаме, павлака и ајвар. За мене е, навистина, одлична комбинација, ќе му додавам малку маслиново масло. Ако у Белгија ме гледат да правам сосови, вака ќе ми кажат и наш проблем, месио. И зошто имам проблем? Епа да, ние во Белгија мајонез секаде, мајонез. Нема едно јадење каде не ставате мајонез. Навистина имам пробано и многу добра комбинација е да се меша ајвар со мајонез. Зошто да не? Мешаме Македонија со Белгија. А тоа плюс со помфрит, мора еднаш да направам еден рецепт така и да ви ја покажам. Навистина, преубаво е. Епа јас го правам сега со павлака, малку е полесна, да кажеме, за варење, да кажеме така, за јадење. Вкусот на ајварот го прави по лајт. Гледайте една што изгледа. Многу убаво. А можеме да додаваме малку чисто Макдонос внатре. Така. Ситно сецкан. Така. Хоп. Вала. И ова е. Ова. Вала. Имаме сос од ајвар со кисела павлака и малку Макдонос. Топ. Ова. Чисто за перење, па мислам оти полека можеме да одиме на презентација на јадењето. Шери, ке дојде. Ја слушам. Колата доаѓа. А јас не сум уште спремен. Многу зборам, а не многу работам. Не.
Vidite kako ќе направиме. Листовите од салатата ќе ги ставиме така како подлога. Вака. 1, 2, 3. Супер. Океј? Така. Ова може да се врати позади. Сега одиме со зеленчукот. Океј. Зеленчукот спремен. Месото таман спремен. Океј. Ни треба една штипка. Штипка, каде си? Тука сум. Ете. Вака. Да пазиме, да не се гориме. Океј. Зеленчукот. Ете. Хоп, на салатата. Така. Вала. Можеме целото зеленчук. Мислам оти нема да имаме пријатели. Ние ќе бидеме и тови што јадат и пријателите. Така. Океј. Таман. Океј. Видиме сега со месото, мешано со сланината. Убаво испечено. Супер. Така, едно, парчиња. Со сланината. Вау, така. Ете. Сланината, многу ја сакам така која е подпечена, малку е крскава. Не. Топ. Овие парчиња тука. Вака. И сме при краја. Вака. И сега одиме со сосот. Го имам уште патлиџанот. Патлиџанот ќе го ставам после како гарнир на страна. Така. Овој сос со топлината од месото ќе се распаѓа натре. Доволно е да не претеруваме. Ова уште со лепче. Топ. Одлично. Чекајте, сега ќе оставам тука. Ќе му ставиме уште неколку парчиња домат и ќе видиме при крај. Вака. Овие домати многу ги сакам. Упс. Така. Многу убави се. Ете така. На 4. 1, 2, 3, 4. Вау! Како е убаво. Ми се допаѓа? Мене многу ми се допаѓа. Опс. 1, 2, 3, 4. Уште едно парче. Малку Макдоналдс. Таман. Вака. А мислам, оти за денес направивме пак еден оброк, што изгледа многу вкусно. Не, сигурен со ти е многу вкусно. Шери, што ќе готвиме денес, mission completed. Дојди, Шери, ќе почнеме да јадиме. Добар апетит!
Жери, што ќе готвиме денес?